Професор, ке сметате ли дека враќањето во училиште ќе овозможи социјален развој за децата? Па секако дека тоа да речеме повторно враќање назад во смисла на тоа дека ќе се видат вака физички, макар да тоа ќе биде од дистанца, ќе веројатно направи промена во однос на она што до сега беше барем минатото второ полугодие, кога децата мораат да бидат од сите образовни нивоа во своите домови и пред компјутерите заради онлайн наставата. Со тоа што колку суштински ќе придонесе кон тој социјален развој со сите тие мерки што ќе мораат да се почитуваат, нели, да тие деца нема да можат, освен вербално, нема да можат суштински да направат она квалитетна интеракција која им недостасува секако и која ја имаа претходно додека не се случи целата оваа пандемија. Значи, тука не би можела да бидам децидна колку тоа суштински ќе направи промена на позитивно, заради тоа што велам, ќе ги нема сите оние битни компоненти кои сме ги имале пред пандемијата, за да можат да го остварат таа социјална интеракција квалитетно. Значи, тие ќе бидат во комуникација, ќе се гледаат едни со други заедно во ист простор, ќе можат да разговараат, меѓутоа колку ќе можат да влезат во суштинска интеракција, нели, сето она што го знаеме како играње, вистинска дружба, не сум сосема сигурна, затоа што условите се сосема поразлични сега од она што го имавме претходно. Така. Дали децата, особено за оние до 10 годишна возраст, ќе можат да ја одржат онаа дисциплина што ја бараат предвидените протоколи кои што се уште неофицијално, мислам, не се официјализирани за старт на учебната година? Да, мораме да почекаме да видиме конкретно со каков официјален документ и упатства ќе излезат надлежните институции. Колку се децата помали, толку на нив им е, знаете, потешко да одложат некои своји желби, исполнување на некои своји желби, потреби и така натаму. Емоционалната контрола, исто така помалку, да речеме, способноста да ги контролираат емоциите, помалку развиена кај помаличките. Така што ќе биде сериозен предизвик како тоа ќе се искоординира во смисла на, нели, сега тоа најмногу ќе бидат повикани наставниците и воспитувачите во, да речеме, во градинките да водат сметка на сето тоа. Со тоа што она што го знаеме, нели, развојно е дека колку се помали, толку ќе им биде многу потешко да се воздржат. Сега тука постојат индивидуални разлики, имате дечиња кои полесно успевате да ги ставите во една структура, да следат правила и се самите како типови, нели, помирни, меѓутоа имате предвид дека постојат и оние другите кои многу потешко следат правила и норми и можете да ги држите во одредени рамки, барани рамки сега на однесување подолго време. Така што ќе треба да видиме како тоа ќе оди. Нема да им биде лесно на тие кои што ќе треба да го спроведуваат, практично да ги спроведуваат или да внимаваат на почитувањето на сите тие барања и протоколи кај помаличкиве деца. Така. Дали предолго бевме во карантина, особено за децата, ќе прецизирам, и како ќе се одрази тоа врз помладата популација? Што мислите вие? Па предолго во карантин, знаете како, може би во оној дел кога, ако го гледаме карантинот како потполна изолација, значи да немаат никаков контакт. Искрено, ние не бевме толку многу долго во потполна изолација, затоа што она што може да се види по медиумите, вака секојдневно надвор, децата се надвор заедно со своите родители или возрастните кои што се грижат за нив, така што тие не се потполно изолирани многу долго време. Она што подолго време траеше е таа онлайн настава во текот на второто полугодие, која им беше нова на практично сите ученици, од основно преку средно образование па и на студентите на факултет. Тоа можеме да го гледаме како еден вака малку подолг временски период. Ама суштински таа изолација која би можела да направи длабински и долгорочни последици негативни во смисла на
оддалечување од другите, менување некое глабинско, велам суштинско. Јас практично па и не посведочивме. Јас не видовме јута и не посведочивме. Да, имавме полициски часови, имавме периоди кога моравме да бидеме дома или по неколку дена. Меѓутоа, практично, знаете како, за да се направи, за да се... развојните процеси прво не се брзи. Значи, во развојот ништо не се случува преку ноќ. Ниту напредување, ниту затајување. Значи, мора да постои известен критичен временски период за да некоја суштинска промена се постигне или се случи. Не е дека беше кратко сето ова се месеци или наназад, нешто што не е сосема ново и не сме воопшто навикнати да функционираме на таков начин, барем претходно. Но ако погледнеме, не бевме ние нешто премногу долго во изолација, која што ја објаснев на почетокот, која би можела да направи баш едно сериозно отуѓување, да заборавиме и ние возрастните и децата како е да се разговара, како е да се дружиш. Мислам дека до толку многу не се случија такви суштински промени. Тоа е моја проценка. Така, дали мислите дека сме подготвени ние како држава, дали образовните институции се подготвени да го прифатат ова што ќе се случи сега од 1 септември? Дали мислите дека добар им е планот и стратегијата и на здравствените и на образовните институции? Мораме да почекаме, значи јас сепак би почекала да видиме со што ќе излезат официјално како документ. Ние веќе кога влетавме едноставно сакален или не во таа ситуација да мораме да одиме онлайн на сите нивоа, се снаоѓавме најдобро што можеме. Сега веројатно имало и поуспешни и помалку успешни примери, но генерално нема да ни биде ова практично прв пат, така? Ама сега треба да видиме како ќе биде таа операционализација, би рекла јас, на самите протоколи и колку тие ќе можат суштински, не само технички, туку суштински, да се спроведат во пракса. Затоа што на различни возрасти, различно можете да очекувате од некои работи и различно можете да примените некои работи. И тука треба да биде посебно внимателен. Затоа што повозрастните ученици можеби и со некои работи полесно ќе се справат него или помалите, со некои други потешко, додека пак кај помалите деца ќе биде веројатно предизвик и самото седење во клупа со маски. Тоа е некоја моја проценка. Но велам да почекаме да видиме како ќе ги операционализираат. Значи тоа мора да биде прилично јасно. Јас верувам дека знаат каков е предизвикот и дека тоа ќе биде прилично јасно како ќе се подготви не само текстуално како упатство, туку колку суштински тоа велам на терен ќе биде применливо, затоа што од една страна јасно ни е на сите дека во училиште мора да се вратат. Кога тогаш, така? Прашање е сега кога ќе биде или кога е најдобриот, најпогодниот момент да се вратат. Инаку никој не спори дека треба да се вратат децата на училиште и наставата да се продолжи како што течеше пред да биде пандемијата. Но мора да се направи на вистина една добра проценка кога е најдоброто време за такво нешто. Затоа што колку што можев да прочитам по медиумите, Германија почна, па после 2-3 недели видоа дека можеби и избрзале. Израел уште во мај почна, па исто така видоа дека веројатно избрзале. Последно нешто што читав е дека од сојузната држава Вирџинија во Соединените американски држави се прилично предпазливи и посочуваат истражувања каде има бројки според кои и помалите деца, иако да речеме помалите немаат некоја изразна симптоматологија, тоа барем што можевме да го слушнеме од реномирани педиатри, епидемиолози и така натаму, сепак знаат да бидат или не е до крај јасно до кој степен се ризични во однос на пренесувањето на тој вирус. Затоа јас пак ќе речам би била прилично предпазлива, имајќи предвид нормално целиот предизвик, потребата да се врати во еден претходен начин, познат начин на функционирање, да се направи една многу добра проценка кога е најдобриот момент и кога ќе бидеме потполно подготвени да се справиме. Факт е дека со вирусов ќе живееме очигледно, ќе мораме да научиме да живееме подолго време, ама да сме во целава оваа предизвикувачка ситуација
најподготвени што можеме и најфункционални што можеме со минимални негативни последици по сите нас. Ви благодарам, професорке. Благодарам и на вас.